Добар ден и добро дојдовте во новото издание на Зебра. Денеска отвораме една тема за која верувам дека повеќето од вас ќе се најдат заинтересирани без разлика од полот и возраста. Станува збор за темата дали е патриотски да се остане во Македонија или прагматично да се замине. Денеска наши гости се двајца млади луѓе кои имаат слични искуства во идеи при заминувањето во одреден период од Македонија, но сосема различни животни искуства по нивното враќање во државата и се разбира различни планови за иднината. Добар ден за Владко Васил. Здраво. И за Дамјан Здравев. Напред да му дадам можност на нашиот гостин да каже во своје име што мисли на темата. Јас би сакала да ја поставам тезата. Се сетив на оној виц кој што вели дека излезот од Македонија има односно постојат два излези од ситуацијата од Македонија, тоа се Скопскиот и Охридскиот аеродром. За жал тој вид стана реалност во Македонија. Бројките покажуваат дека од осамостојувањето до денеска 447.000 луѓе, граѓани на Македонија од сите националности ја напуштиле државата, а ако попрецизно се погледнат тие бројки, во периодот од 98 до 2011 околу 230.000 луѓе ја напуштиле државата. Значи 17 години по самостојувањето, тоа е еден силен индикатор кој покажува дека овој вица реалност. Луѓето 18 години по самостојувањето виделе една безнадежна ситуација и во економска и во политичка и во секоја друга смисла и се обиделе да најдат излез од таа ситуација, жртвувајќи се, зашто и тоа е само жртва, да заминете подалеку од својата поширока фамилија, пријателите, семејството и така натаму, во потрага да се реализирате. Значи, јас вината воопшто не ја гледам кај поединците, значи ја целосно го оправдувам оно што луѓето се обидуваат да најдат подобра екзистенција надвор, туку ја гледам кај системот, имено пред се гледам проблем во она што значи креирање на политики, економски и политички, меѓутоа и образовната програма, која што создаде во изминатите 20 години еден вид дисфункционални кадри кои што не може овој пазар да ги абсорбира. Имено нашето образование генерира дипломирани студенти со општествени науки, а потоа нема работни места за тие луѓе тука и сфрустрирани, соочувајќи се со неможност за вработување, тие заминуваат надвор, а од друга страна се помалку имаме и покрај зголемување на бројот на високообразованите, имаме се помалку технолошки, технички струки кои што знаеме дека се ја носат креативноста, иновативноста и во една компанија и во едно општество, и тука сме ние заглавени во тој магичен круг. Инаку истражувањата кои што беа и претходеа на она нацрт национална стратегија за да се спречи одливот на мозоци покажуваат дека 29% од оние кои што заминале се високообразовани кадри, а дека 3/4 од академските граѓани би сакале да го направат тоа. Значи ние имаме една сериозна опасност од и интелектуално губење на интелектуалниот капитал, но и од демографска старост на државата. Се предвидува дека до 2030 година Македонија ќе има само 1,8 милиони жители, што исто така е застрашувачко. Дамјан, колку што забележав дека ти на твојот Facebook профил се уште ти стои дека живееш во Вирџинија. Тоа мене ми зборува некако дека не си сосема среќен поради тоа што си тука или не знам, ни самиот кажи ни зошто е тоа така и каде беше и зошто се врати и дали се соочи со таа дилема да се замине или не? Па, се уште стои на Facebook профилот дека сум во Вирџинија затоа што се вратив пред еден месец, па не сум го сменил. Значи бев во Вирџинија, бев на постдипломски студии. Програмата ми заврши и стипендијата која што ја добив на некој начин ме обврзуваше да се вратам. Но тоа не значи дека нема да се обидам да отидам пак или да најдам некоја друга можност да отидам во некоја од поразвиените земји. Не ми е прв пат да си одам од Македонија, од средна школа па нааму на неколку пати одам на престој во странски држави и мислам дека е многу корисно и многу добро не само за поединците, туку за општеството во целина, да има мобилност кај младите луѓе, да шетаат што е можно повеќе, да учат што е можно повеќе, да разменуваат искуства. На крајот од денот еден од фундаменталните принципи на Европа е слободниот проток на луѓе, идеи и капитал. И според тоа мислам дека младите луѓе треба да се стремат кон тоа да патуваат што е можно повеќе и да одат во држави каде што ќе се стекнат нови искуства. Но дали трајно би заминал и би ја напуштил Македонија? Доколку имаш таму можност да нормално Да, се разбира, ако се појави некоја доволно добра прилика, која што ќе ми се допаѓа и ќе ми ги прави условите за живот подобри отколку овде, би заминал, но тоа не значи дека би заминал по секоја цена. Но и би останал доколку тука ти се укажат исто така добри можности за живот и работа. Секако. Не ми е ставот дека по секоја цена секој треба да си отиде од Македонија затоа што овде е мрак и ништо не може да пркне. Не,
Но кога го кажувам тоа, пак морам да кажам дека огромниот дел од одговорноста за апатичноста и летаргијата на младите луѓе и нивната желба да се заменат е лоциран во институциите на системот. И тоа не само во овие моментални, туку и 20 години наназад. Тоа што Министерството за образование и наука во 2013 година изготвува стратегија за brain drain или brain gain, ако сакате да ги наречеме, е доволен показател или пак она што немаме комплетна дата на податоци на луѓе кои заминале, се вратиле, што тие луѓе прават и како прават. Исто така кажува која е грижата на државата. И па кога грижата на државата и институциите е таква, тогаш можеме да замислиме како се осеќаат младите луѓе кои што со 18 или 20 на години бараат можности да се реализираат и од таму ја разбирам нивната апатичност и желбата да заменат. Да, јас ке се согласам тука со двајцата дека никој нема право кому било да му кажува како да го живее својот живот и каде да си ја побара својата среќа, ако смета дека тоа ќе го направи поисполнет, задоволен човек. Но за волја на вистината немам ништо против и се согласувам апсолутно со тебе дека младите луѓе треба да ги искористат сите можни шанси за да заминат од државата, да се едуцираат, да работат, да видат како изгледа точно. Значи да го искусат светот малку надвор од Македонија, подалеку од своето семејство, подалеку од своите пријатели, да видат оставени, се извинувам, малку на борбата на ветриштата кои што ги носат тие одредени држави, но за волја на вистината исто така треба да биде јасно дека многумина ја идеализираат сликата за животот во Америка, во Западна Европа и во последно време па дури и за Блискиот Исток. Сосема е во ред да го искористите вашето добро образование, значи високо едуцирани млади луѓе кои што се подготвени и амбициозни за работа, додат одреден период да работат некаде на странство и во странство и потоа да се вратат, можеби да го искористат своето искуство, капиталот кој што ќе го заработат, да инвестираат нешто во својата држава. Зошто го велам ова? Ќе ми простите малку статистика, но многу накратко. Официјалните бројки, значи на Европската Унија, кои што беа објавени во минатата недела, покажуваат дека невработеноста во еврозоната достигнува рекордно високо ниво, значи од 12%. Што значи тоа? Дека околу 19 милиони луѓе во еврозоната се без работа во овој момент, од кои 3,6 милиони од нив се на возраст под 25 години, што значи една млада личност на секои 4 луѓе е практично без работа. Она што тука автоматски се покренува како прашање е зошто сметате дека општества, например, како западноевропските, кои што самите се соочуваат со криза економска и самите се соочуваат за невработеност, би дале повеќе шанса на некој кој што доаѓа од друго општество, отколку на своите матични граѓани. Еве, на пример, Англија како беше твоето искуство? Значи, ја отидов 2005 година, тогаш беше малце полесно да се најде работа. Значи, ја отидов со работна дозвола, работев на фарма, потоа одлучив да ја продолжам визата студентски, јас да не се појавив ниеднаш на факултетот, но додека чекаш, добиваш, бараш работа. Беше многу полесно поради тоа што англичаните не се осудуваат да ги работат тие работи, да не кажам грубо да се изразам амалски, што може да ги работат пољаците. Па после, со доаѓањето или со отварањето на границите за Бугарија и Романија, се намали работната сила и се посебно за англичаните и они осетија дека расте невработеноста, па почнаа да се навраќаат на работите што ние претходно сме ги работеле. Нели македонци, срби, бугари, романци. Ја работев лично градинар. Така да после 2 години работа се појавија тројца англичани во компанијата, што стварно беше дури за бугарите, дури за пољаците чудно. Како се одлучуваат они, претходно сме ги работеле градините за нив, сега се одлучуваат они да ги работат градините за некој друг. Има ли предност пред дојденците, така да кажам? Англичаните? Да, има предност. Има предност на и примањата им беа поголеми. Значи, секој англичанин почнуваше со некои си 7-8 фунти на час, за разлика од за гарантираната 5,75 или 5,85 фунти на час беше за нас. Со таа почнуваш, па после ти можеш да напредуваш. Англичанецот доаѓа и почнува со 7, 8, дури 10, зависи ако има искуство. Дури стартот му е полесен. Така да, мислам дека и они уочија дека веќе нема работа во однос на работни места што они ги посакуваат, туку мора да работат нешто што претходно ги работеле по ниските класи. Така да се изразам. Дојденците. Така да.
Интересно е дека се извинуваме или дека и Британија се соочува со одлив на мозоци. Неодамна читав статија за тоа дека најголем број тоа високо образовани британци заминуваат во Австралија и владата размислува како да превземе мерки за да го стопира тоа. Многу австралијанци има во Меѓу другото, причината се лоцира во даночната политика, односно високите даноци. Претпоставам дека, спомнувајќи какви работи се работа, алудираш на тоа дека на македонците кои што ќе се одселат им преостанува да работат ниско квалификувани работи, без разлика што завршиле тука. Зашто Англија им е поставено таков системот што ако јас и англичанец аплицираме на исто работно место, англичанецот има предност. Зашто пред се е подобро својот да си го вработиш, отколку да вработиш македонец со истото образование. Ако нема на конкурсот и не се појави англичанец или некој што е еднакво или повеќе квалификуван од тебе, тогаш ти имаш еднаква шанса со другите конкуренти. Така да они си го колку толку пак наоѓаат начини да си го заштитат, да ги заштитат своите граѓани. Да ги заштитат своите граѓани, да им понудат тоа први да бидат. А не дека ти треба да се осетиш со самото тоа граѓанин од втор ред. Едноставно, нивна е државата. И како човек кој што сега има семејство, имаш и дете, знаеме сите, мислам, тоа поинаку веќе размислува човек кога има деца во прашање и гледаш нели животот им го лесниш колку е тоа возможно, би го направил ли тоа истото? Свесно жртвувајќи се себе си, например, својот живот, животот на сопругата, со намера, например, на своето дете да му овозможиш можеби подобро школо за почеток, потоа подобри услови за факултет, па за вработување. Едноставно да го направиш двоен државјанин, што би се рекло. Би презел ли таков ризик? Значи, сопругата да ја земам со мене, ја запознав во Англија. Значи, ја донесов од Англија, македонка е, но сепак се запознавме во Англија, добро функциониравме, 2 години живеевме тамо, така да не верувам дека ќе не биде проблем повторно да отидеме со плюс уште едно дете, но ја лично не би сакал. Зошто? У Англија, кога дојде, зашто воглавно балканците, ја мислам дека ние посебно се врзуваме многу за фамилија и за територија. Како што кажа нели и Дамјан дека треба да се шири мисла, но сепак дома нешто те влече, како македонец, знам србите, ги знам босанците, све се концентрираше за тоа дома како е, а никој не го живееше животот во Англија, дури и бугарите. Собира пари за да купи кшта на морето. Значи живее 10 години таму, троши 10 години од својот живот за да се врати на место кај што треба да купи куќа, значи зборам, познавам таков пример, и кога после година дена се врати и рече, абе тоа не е кој што било. Значи 10 години си се залажувал и си живеел во друга идеја. Мене идејата ми беше да отидам во Англија, на 20 години отидов. Значи, млад дечко на сред студии, отидов за нешто повеќе, а не дека треба да заработам, дека идејата ми е да направам пари па да се вратам. Едноставно отидов, почнав да мислам на пари, секој мисли на пари, додека заработува, но после година, 2 си викаш, чекај човеку, Дали ова квалитетот на живот Лондон, ако сега не го изживееш, кога? Кога да се вратам со 5000 фунти, ќе се вратам и што ќе отворам фирма. Така ја ги разгледував работите и кога дојдов до таа идеја дека не можам да правам кариера во Англија и не можам да продолжам со Марија да живеам под кирија, јас да и сега тука живеам под кирија, но не ми беше идејата да расте Олег таму. Така да се вратив и решив тука да си основам фамилија и тука да продолжам да си ја барам иднината. Зашто ја мислам дека заслужувам повеќе тука него што заслужувам во Англија. Оваа голема бројка на луѓе кои што ја напуштиле Македонија, дали ти зборува дека толку е добро надвор или е многу лошо тука? Како ја перцепираш самата бројка? Па, искрено не знам како да ја анализирам бројката, затоа што мене многу ме интересира од тие кои што заминале, колку од нив се вратиле и колку од нив останале или па пак можеби заминале. Тие што останале како живеат? Дали се задоволни од својот живот, дали се исполнети, работат ли на тоа за кој што се едуцирале? Добро, ако не биле среќни ќе се врателе, секој што како опција постои. Не, те гледаш луѓето прават компромиси по 10 години. Како што кажа Владко. Не, апсолутно се согласувам, не значи дека луѓето остануваат по секоја цена и не би знаел да кажам кои се основните мотиви зашто тие се враќаат. Истражувањата кои што се направени од нас, се првенствено направени од неколку невладини организации,
Викаат дека луѓето најчесто си одат од економски причини, општествени причини, социјални причини, политички причини. Значи механизмите според кои што функционира општеството не им дозволуваат тие да просперираат и овде да функционираат и поради тоа одат надвор. Но добар дел од нив и се враќаат овдека. Мене ми се најдобри примерите од луѓето кои што ги стипендираше владата на Република Македонија, ги пратеа на престижни универзитети, на постдипломски, со цел да се вратат и да работат во овдешната администрација. Па некој што студирал европско уставно право бил вработен во Министерство за земјоделство, а некој што студирал хемија го вработиле во Министерство за култура или пак го вработиле на пониска позиција, или пак за избори го терале да климчи по спонтани контрапротести, да прави списоци или што ли уште не. Така што луѓето кога се враќаат овдека со надеж дека можеби ќе им биде подобро, но тоа што го среќаваат овдека испаѓа дека не е така подобро, па сакаат пак да си одат. Јас искрено се вратив затоа што мислам дека со мојата биографија и со моето образование ќе можам да најдам работа и професионално да се реализирам и во Македонија и во регионов, но секако не ја исклучувам можноста дека ќе отидам на дообразование во Европа или во Америка за проста причина што во Македонија го нема тоа што сакам да го студирам. И дополнително кога веќе сум кај студиите, повторно истражувањето на ЦРПМ или на МОФ или на Реактор покажуваат дека младите луѓе во Македонија имаат интереси и амбиции кои што се поголеми, го надминуваат нашето општество, посебно кога се во прашање програми кои што се мултидисциплинарни и специјалистички, не можат да ги најдат овдека, па се приморани да одат назад. А она што сакав да го кажам е дека мислам дека кај нас постои една мисперцепција дека кој ќе отиде на страна му тече мед и млеко, и веднаш наоѓа добра работа, веднаш купува куќа на кредит, кола, жена, фамилија и белата ограда. Идеализирана е сликата. Прво прашање како си, второ прашање колку пари направи. Колку пари направи и тоа и мисла дека ти готово чим ќе стапнеш во Америка на аеродром, доаѓаат со понуди за работа, не е или со понуди за брак, што не остана, што не се ожени, што не зема документи. Да, англичаните така англичанките седат и те чекаат. Па мене ми требало по 3 минути ја да објаснам Македонија кај е, а не па да предложам брак на некој. Значи, мислам најголем дел од прашањата кои што ги добив од кога се вратив во овие месец дена будало зашо се врати и ќе одиш ли назад. Ама не е така едноставно како што луѓето мислат. Ќе се сложам дека мигрантите во секоја држава, да не генерализирам, ама во голем број од општествата првата генерација на имигранти претставуваат граѓани од втор ред и не ги уживаат сите бенефиции кои што ги живуваат оние домицилните граѓани на општеството. Не знам дали е тоа системски решено и дали тоа државите намерно така го регулираат, но знам дека во Америка на местата кога аплицирам јас како балканец со македонски пасош и кога аплицира некој европеец со европски или американец со американски пасош, секако дека тие се поконкурентни од мене, ако ништо друго заради образованието кое што го имале до тогаш. Има ли останувањето во Македонија, значи тоа отпор да се каже нема да заминам покрај лошите услови, сите ги знаеме какви се, врска со патриотизмот? Ја не ги поврзувам. Не знам, за мене и да отидеш у странство не ми е поврзано со патриотизмот. Убаво е, ја би препорачал секој млад човек, посебно на тие 18, 20, 22 години, да иде да искуси, зашто во странство не треба ти да го однесеш патриотизмот, туку тука ќе донесеш многу подруги гледишта. Значи ја бев у Лондон, скоро еден мал свет. Целиот свет беше складиран у Лондон, многу култури, различни вери, различни националности и од тоа црпиш дека тук е сосема различно од Македонија. Значи ние губиме време на многу работи што жално е да ги губиме. Таму ги учиш, ги осознаваш и ги разбираш другите култури, поради тоа што се различни. И тука ја најдов мала грешка. Не мала грешка, туку мала пречка, поради тоа што мислев дека тоа што сум го стекнал во Англија, можам да го пресликам. И се уште се обидувам да го пресликам тука, но се уште тешко оди. Значи, кога се вратив од Англија, имаше една така домашна дебата и мене ме прашува човек што никогаш не излегол од Македонија, со гримаса на лицето и со цинично прашање што кажи какви се тие англичаните. Значи не можеш ти да кажи тие ладни се или кажи, значи ти не можеш. Ти доаѓаш со искуство, се обидуваш да го пренесеш, ама он веќе со самото прашање си го дал одговорот. Ти не можеш да го убедиш кога он мисли дека се дека има стереотипи, дека они се ладни, дека не ги бива, дека вака, дека така. Значи тоа е малата бариера. Затоа секој треба да отиде, да искуси, мислам дека
Македонија многу повеќе ќе добие. Да одат младите и да се враќаат. Но што е со тие што остануваат, за тие зборуваме, за оние што не се враќаат. Дали тие помалку ја сакаат Македонија со тоа што останале? Се сеќаваш на твитот сакам да бидам диаспора и да солам памет. Баш го напиша некој на пејџот на Зебра денеска. Ја не мислам така. Да речем, има и доста протерани луѓе, па се уште ја сакаат својата држава на начин што ја сакале пред да бидат протерани, да речеме. Така да, и да не заборавиме дека 22% од бруто домашниот производ или тоа е околу 1,5 милиарди евра е од тие странски дотации кои што нашинците ги праќаат без разлика кога заминале и оние кои што заминуваат во Афганистан и во Ирак да работат, така што на некој начин и тоа е патриотизам и помагаат и на економијата и во вакви услови. Управо си, баш тоа иде кај нас муабето дека да ја сакаше Македонија нема да заминеш. За мене е сосема погрешно. Зашто? Што има тоа врска? Да, што има тоа врска? Ти си ја сакаш Македонија и од тамо да си. И тука да си. Сега тука Македонија што не може да ти угоди да ти направи, затоа одиш, нели, поради многу Имаме ли проблем малку со себе перцепцијата надвор, значи кога се гледаме надвор од Македонија или па и во контекст на она што ни се случува во Македонија, да, ја заслужувам многу повеќе, ја заслужувам со моето образование да добијам работа, директорска функција, плата од најмалку 1000 евра, бенефиции, платен годишен одмор и така натаму, ако тоа не ми го дадете, зашто ќе се мачам? Па Ќе си одам во странство и таму ќе пробам. Да, мислам дека имаме проблем со само перцепција и па ќе кажам кога ќе отидат во странство ќе видат дека тоа не е така едноставно, па потоа ќе се замислат. Знаете, јас сум приметил особено дека во Македонија се промовираат оние најуспешните примери на луѓе кои што отишле на страна и успеале, па после сме ние македонците најпаметни, најспособни. Да, како македонеци мора да успееш. И тоа е онака нема промаше, идеш на страна и готово све е средано. Не оди тоа. Така луѓето мораат многу да работат, да имаат многу повеќе конкуренција и да се борат многу повеќе за да достигнат некаков успех. Разликата е што одат во општества кои што се организирани, кои што се попредвидливи, во кои што општествено-политичките механизми функционираат на начини кои што дозволуваат да се канализира и талентот, и енергијата, и трудот кои што го вложуваат луѓето, и заради тоа луѓето од Балканот кои што одат на страна функционираат полесно и понормално. Поради тоа што тука не функционирало, затоа што тука на факултет не можете да се реализирате како што можете да се реализирате таму. Јас ќе замолам режијата во овој контекст, ако може да погледнеме дел од истражувањето кое што го правеше агенцијата Рейтинг и чии што резултати ги имаме благодарение на извршниот директор Никола Спасов, за тоа каде младите луѓе во Македонија најчесто ја гледаат вината за тоа што се невработени и ќе видите дека во најголем дел, значи според нивните истражувања, ја гледаат вината во политичките партии, сегашната влада, сегашната опозиција, финансиската криза во светот, сегашниот систем капитализмот, но и замислете изненадување во поранешниот систем на СФР. Но она што особено интересно е дека вината во себе ја гледаат само 9,7%. Имате ли коментар за ова? Добро, ама ова не го амнестира системот и лошите политики, оно што го спомнав. Образовниот систем постојано креира кадри кои што нема каде да се реализираат. Тоа дури и мислам дека и министрите го зборуваа, поранешниот министер за образование, дека всушност мора да се координираат бизнисот, економијата, пазарот и образованието. Значи имаме хиперинфлација на филозофи, на не знам кои што тука не можат каде да се вработат и потоа одат и работат како келнери во странство. Мене она што ми е исто момент дека тука не би ја работеле таа работа. Меѓутоа, тие ниско квалификувани работи без проблем ги работат во странство. Дали и тоа е еден проблем со менталитетот? Зошто? Подготвено за компромис кога си надвор од Македонија? Па не знам, поради тие нели стереотипи дека тука ако работиш конобар си нешто помалку важено, тој што не работи. Мислам така ги гледаат, а што викаш ке има факултет и ќе отиде таму и ќе треба да работи. Ја немав таква бариера, значи отидов да работам граѓанар, сум ми растоварал и мебел, зашто ти доаѓа и ти вика, слушај, сега ти си одбран да растовараш мебел, 10 фунти е на час. Ако не можеш, одмак има некој друг што може. Значи ти не си Супермен еден и единствен, па ајде само тебе ќе те зимат, значи ако не можеш, ќе те сменат. Сега тука е сосема поразлично. Тука не икеш зашто да не речат дека си растоварал мебел. Нели? Интересен е овој податок дека речиси 10% ја наоѓаат вината лично во себе и не смееме да ги амнестираме луѓето од нивната индивидуална одговорност за состојбите во општеството. Апсолутно тие сносат дел од одговорноста и треба да бидат покренувачи на промени, ама во
централизирано и транзицијско општество како нашето, такви можности многу и немаат. А инаку и мене ме изненадува тоа што да речеме дека луѓе кои што завршиле факултети немаат работа, не се подготвени да прифатат било каква работа. Има едно ниво на гордост кое што е до некаде и здраво. Знаете, луѓе кои што се високо образовани, завршиле факултет и мислат дека имаат капацитет, сакаат да си го сочуваат достоинството и да работат работа за која што сметаат дека се вредни и квалификувани. Но тоа па не значи дека не треба во меѓувреме да бараат други работи и други начини како да се реализираат. Мислам дека од она што можам ја да го забележам со сиот ризик дека ќе генерализирам, како општество имаме проблем со себе критика и себе перцепција. Мислам дека мора да бидеме малку повеќе само рефлективни и да гледаме што можеме да подобриме, а не само да кукаме. Да. Добро, Дамјан, Владко, ви благодарам за гостувањето во Зебра. Беше навистина интересно да ги слушнеме вашите искуства. Ви благодариме и вам, почитувани гледачи, и се разбира сите оние кои што не следите на zebraonline.mk или сакате да коментирате, тоа слободно можете да го сторите преку нашите Facebook и Twitter профили, се разбира користејќи го хаштагот ZebraMK. Ја продолжуваме оваа тема и следниот петок имаме исто така интересни гости. Бидете со нас.